Европа е на чекор да го унапреди развојот на електричните камиони и автобуси. Парламентот на Унијата се согласи да се измени правилникот за тежини и димензии на возилата со цел да се обезбедат подобро изначени услови за настап на транспортниот пазар. Доста детали уште треба да се испеглаат, но во основа се работи за дополнителни 4 тони вкупна тежина на возилата како компензација за тежината на батериите. Имено на долголиниските рути цената на транспортот се одредува во евра по превезен тон и поминат километар. Сегашните ограничувања ја зголемуваат цената бидејќи електричните камиони имаат и пониска носливост и помала автономија. Со додавањето на дополнителните 4 тони ќе биде овозможено тие да поминуваат поголемо растојание со едно полнење или пак, ако се работи за регионален превоз, да носат поголем товар. Процесот за измена на ваквите правилници не е едноставен и бара многу анализи и висока стручност, но сепак тие се ревидираат еднаш годишно. Воведувањето на новите правила ќе зависи и од националните законодавства, бидејќи секоја земја мора да внимава на инфраструктурата пред се дали мостовите ќе можат да го издржат зголеменото оптоварување. Како и да е, овие измени ќе ги предизвикаат и инженерите на производителите на тешки возила да истапат со нови и иновативни решенија. Освен електричните, со нив треба да бидат опфатени и камионите на водород.